Во овие благословени денови ни се дава на сите нас како дар Божи да живееме тајната на раѓањето Христово. Но не само на раѓањето Христово, туку и на целокупниот Христов домострој на спасението, но исто така и да земеме реално учество во него преку литургискиот живот во светите тајни на црквата. Христос се раѓа и во неговото раѓање на чудесен начин можеме да видиме и да созерцуваме колку Бог го љуби човекот во духот на зборовите на Свети Јован Богослов, дека Бог и Отецот толку го возлюби светот што го испрати својот единороден син во него. И како што вели некој од светите оци, овој свет не би имал смисла и ништо ново не можеме да видиме под сонцето, освен Богочовекот Христос. Богочовекот Христос на нас христијаните ни го осмислува и животот и постоењето, но го осмислува и постоењето на овој свет и го разбива тој затворен круг на трулежот и на смртта, кога доброволно од љубов кон нас влегува во овој свет и се раѓа како човек. Христос станува човек за човекот да добие можност да стане Бог по благодат. Невидливиот станува видлив, недопирливиот ни дава можност да го допреме и да заедничариме со него. Во личноста Христова, на таинствен и љубовен начин Бог го прегрнува човекот и ја надминува бездната помеѓу созданието и Создателот. Христос се роди за ние да добиеме можност да станеме Христови, да станеме христијани. А христијани во вистинската смисла на зборот сме тогаш кога секој човек го гледаме како икона Божја и аналогно на тоа секој човек и го третираме така. Нема љубов кон Бог и нема христијанство без љубов кон ближниот. Се друго е сурогат на христијанството. Со овој би завршил со овие зборови, но воедно и сакам на сите вам да ви го пренесам благословот на нашиот свет владика, митрополитот Струмбички, Господин Наум, и во негово име да ви посакам благодатни и благословени празници со едни од најрадосните зборови за сите нас. Христос се роди.